Возлюбени наши духовни чеда, Синот Божи, кој од искона беше во предградката на Отецот, се роди од Пресвета Богородица. Бог го создаде светот во кој се беше сосема добро, но човекот не успеа да го одржи созданието во единството на благодатта и мирот и со направениот грев внесе неред и ги изопачи целиот боготворен свет. А Бог, кој не воведе од небитие во битие, кога отпаднавме, не го остави своето создание до крај да пропадне во гревот, туку не престана да прави се, додека повторно не подигна. Раѓањето на Бога во човечко тело истовремено е и соединување на човекот со Бога. Бог Словото преку Пресвета Богородица се соедини со луѓето и отпаднатата човечка природа во себе ја прими. Бог станува чувар на нашето човечко достоинство. Бог е пазител на нашата чест. Бог благоволил домостриот на спасението да го изврши токму со воплотувањето и вочовечувањето на Синот Божи, а не преку некаков небесен посредник, затоа што посака да оствари личен допир со човекот, најпристо да се соедини со него, за да го прероди во светоста, да го обнови во богочовечкото единство и да го спаси. Така кој е во Христа ново создание, стариот помина, ете се ново настана. Со Христовото рожество тело започна новиот завет на Бога со човекот, кој не на камени плочи, туку во човечките срца е запишан. Драги браќа и сестри, Божик е ден на кој ја славиме изобилната Божја љубов кон човекот. Божик е празник на кој се подсетуваме дека вистинска љубов е само онаа љубов во која целосно се предаваме себе си заради Бога и заради братот и сестрата своји. Тајната на љубовта е во тоа што колку човекот повеќе се дарува заради другиот, толку повеќе го храни собственото битие и прави тоа бескрајно духовно да расне според примерот на Исуса Христа. Блажен е оној кој знае дека во свештенодејството на љубовта човекот по благодат се раздробува, но не се разделува, секогаш се принесува на другиот како храна, а никогаш не се потрошува. Во овој свет Христос ни доаѓа во лицето на нашиот ближен. Затоа светите оци велат: ако си го придобил својот ближен, си го придобил Бога. Никој да не остане во темнината на самолюбието, зашто христијанинот е христијанин само во црковната заедница. Еден христијанин е како ниеден христијанин. Потребно е секогаш да имаме предвид дека христијанската заедница најдобро се изразува и се чува во собирањето на едно место и во еден храм на светата божествена литургија. Возлюбени наши браќа македонци и македонки, на денешниот величествен и торжествен празник, испраќајќи ви го нашиот архипастирски благослов и ние заедно со вас, чувствуваме огромна национална и црковна радост. Искрено и со целото свое битие длабоко му благодариме на Бога и на неговата света промисла што не удостои во годината што помина да ја прославиме 45 годишнината од возобнувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на нашата света Македонска православна црква. Овој блескав историски момент беше и остана бесмртен, сенароден и сецрковен акцент во битието на нашата татковина Република Македонија. Со оваа значајна историска одлука беше фрлено божественото семе за идното автоктоно и духовно преуспевање на македонскиот прославен човек. Денес, по поминати 45 години, анализирајќи ги плодовите на оваа храбра историска одлука на нашите духовни патриарси, со сигурност можеме да кажеме дека духовното семе паднало на добра почва и тоа дало и се уште дава добар и корисен плод. За време на овие 45 години автокефално црковно живење, македонските цркви и манастири од споменици од далечно минато, со Божја помош и заштита станаа вистинска радост на автентичната македонска православна култура. По поминати 45 години слободно може да се каже дека Македонската православна црква е црква со огромен напредок на духовен план, бидејќи од темел требаше да се градат и организира црковниот живот, како во Македонија, така и во диаспората. Возлюбени следбеници на новородениот богомладенец. Како ваш духовен пастир, од длабочината на мојата душа,
најискрено ви посакам во мир, љубов, радост и меѓусебно разбирање да ги прославите божичните празници. Ве повикувам преку овие вечни духовни вредности да напредувате сложно како македонски православен народ. Особено би сакал да се обратам кон младите македонци и македонки со повик да ја чуваат светињата на бракот, без никаков страв или неоснована предрасуда, во радост и љубов да ги умножуваат своите семејства, да бегаат од злото на разводот кој произведува себичност и осаменост. Децата се неизмерна радост и украс на своите родители. Колку е поголемо и помногудетно семејството, во толку е поголема животворната радост. Човекот е создаден според образот Божи и тој е повикан да биде креатор на секоја добрина и убавина. Затоа, возлюбени мои духовни чеда, да се вежбаме во верата, љубовта, надежта и побожноста, да ги прифатиме нив како основни критериуми во нашиот живот. Врз основа на овие доблеци се во животот да градиме, заклучуваме и проверуваме, да се угледаме на вечниот богомладенец, на родениот од Пресвета Дева Марија, да бегаме од гревот, да не престојуваме во него и да се уподобуваме на Христа во се, па така прочистени, преобразени, да воскликнеме заедно со ангелите: слава му на Бога во височините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Со просветена совест и чисто срце, искрено исповедано, да можеме да речеме: радувај се вселено, зашто Христос се роди. Христос се роди, навистина се роди. Христос се роди, навистина се роди. Христос се роди, навистина се роди. Честит празник, возлюбени мои духовни чеда.